почитувани колеги, почитувана колешке. Првен сакам да се навратам за амандманот што беше за планинарскиот дом Чеплес. Како што каже и колегата Игор Здравковски, планинарскиот дом Чеплес е во приватна собственост, а патот кој што го предлагате да го санираме, односно да го изградиме, се користи како планински пат, шумски пат, кој го користат планинарите, го користат возачите на четирицикли, на, како се викаат моторите, кросови. Значи, таму планински туризам има. Планинарите од Богомила, преку Нежилово, го користат патот до планинарскиот дом Чеплес. Преспиваат, а следните денови може да одат до изворите на Бабуна или до Солунска глава. Ја лично 3 пати го имам одено патот. 3 пати си имам искачено до Солунска глава и мислам дека нема потреба да се асфалтира. Поточно од Нежилово продолжува патот и тој е земјен пат, планински пат. Исти пати ќе има и до изворите на Бабуна и до Солунска глава. Сега за последниот амандман сакам да ви кажам дека имаме скршено бариерата за општина Чашка. Како влада на Република Македонија преку унгарскиот кредит имаме инвестирано вкупно околу 86 милиони денари. Во првиот повик изградба на спортска сала во село Горно Јаболчиште, проектот е вреден 20 милиони денари. Овој проект е во завршна фаза. Во вториот јавен повик Дом на културата во населба Чашка, тој е во прва фаза. Детска градинка во село Мелница, 2 километри, реконструкција на 2 километри на патот кон село Папрадиште. Значи, таму кај што беше најкритично, овој пат се санираше. Следен проект за општина Чашка е реконструкција на 1,8 км пат кон Нораовдол и последниот реконструкција на 560 метри на улица 8 септември во населба Чашка. Ја мислам дека доволно е прикажано во овие бројки дека се грижиме за сите граѓани. Како што каже и колегата Стојановски, имаше принцип на поделба, значи рамномерно по глава на жител. Нека се подготват со проекти, нека се подготви градоначалникот, ја и лично ќе му се јавам во наредниот период, да се подготви за 2027 година, да аплицира за тие 250 милиони евра. Ви благодарам.